такви зборови не употребуваме во убавина и здравје, овде само убави зборови. Сакаме да ве поздравиме, овде сме во нашата канцеларија, дел од нашата моќна женска екипа која што работи на магазинот и веб порталот Убавина и здравје. Тие што се послободни, што се моментов на Инстаграм сакаат да одгледаат нешто што за прв пат правиме ние, се надевам да ги спомнат убаво во овие наредни неколку минути, ако не се претворат во часови. Идејата ни е да искомуницираме со вас на поинаков начин, макар директно, да ви представиме што и како правиме ние овде во нашата канцеларија, да ви представиме што се можете да читате во новиот број, бидејќи ние веќе вредно работиме на овој наредниот мартовскиот. Во моментов Убавина и здравје, јануари-февруари, во продажба, но насловната Emily Blunt. За овој број се одлучивме повторно да имаме една од овие шоу-бизнес звезди, иако знаете дека практикуваме да правиме и насловни страници со наши познати дами, понекогаш правиме и некои интересни фотографии, односно ставаме акцент на нашата фотографија. Поздрав до нашиот фотограф Александар Белов. Ако тргнам да ја поздравам сега цела екипа, во друга прилика ќе ги запознаете и нив. Не знам дали ги знаете овие дами до мене, односно дел од моите најблиски соработнички. Марија Лукаревска е заменик уредничка на магазинот Убавина и здравје, заменик уредничка на вебот и новинар во Убавина и здравје Јасмина Арсова и Ведрана Ѓорѓе, сигурно сум дека знаете, познавате, таа е дел од нашиот тим. Работи во маркетинг секторот, но и за многу наши други креативни содржини е задолжена токму таа, како што слушнавте или не на почетокот на видеот. Ајде вие прашувајте неслободно нешто што би сакале да знаете, а во меѓувреме да искористиме, може Марија да покажеме што би можеле да прочитате. Што не ни беше оваа насловна? Штета. Се мислев намо. Но добра е и оваа, да. Да, значи што ќе читате во број, односно што можеби веќе читате. Значи имаме специјал за венчавки, новите свадбени трендови. Приказната од насловната веќе ја спомнајува на Emily Blunt. Сега имаме, пошто февруари нели како месец на љубовта и сето имаме тука интересни теми. Има ли лек за скршено срце? Заклучивме дека има, а одговори побаравме од кардиолог, од психотерапевт и од поетеса, од еден уметнички аспект да ни каже што мисли таа за тоа. И инаку да, синдром на скршено срце постои на вистина. Значи тоа не е само нешто што си го замислуваме, туку е вистинска состојба. Дали вашето срце било скршено? Да, вие ќе Да. Ајде. Секој срце се крши, ама добрата работа што велат дека еднаш се крши. Да. Нели? Сега сега има и тоа, такви кои може би два пати. Толку раце има. Но добра, има лек за скршено срце, барем така велат нашите нели соговорници во оваа тема која што прекрасно ја направи Марија. А после лекот, извинувам што прекинувам, пишува каде се крие вистинскиот партнер. Тоа е главното. Да, значи во едно откриваме како се лечи едно скршено срце и потоа одма одиме на каде се наоѓа вистинскиот партнер. Тоа е број што мора да го имате. Што ги крие се Што е вистински партнер? Јасмина, што е вистински партнер? Па мојот партнер најверојатно е вистински партнер. Да, вистински. Сите наши партнери постојат и се вистински, иако има и такви кои што се во виртуелни врски. Но вистински, па еве кратко, за да ги мотивираме и нашите, нека ни кажат што е за вас вистинскиот партнер. Најкреативниот одговор можеби ќе добие и подарок од тимот на Убавина и здравје, бидејќи ова е тема на бројот, додека вие размислувате. Што е за вас вистинскиот партнер? Еве ќе прашам јас Ведрана да ми каже што е за тебе вистински партнер. Што е за мене вистинскиот партнер? Ова се многу приватни прашања. Мислам дека ќе го прочитам новиот број. Ќе го прочитам први новиот број, не сум го прочитала, значи многу работи имам денове за да видам како ме учи Убавина и здравје, како полесно да го најдам каде се крие тој вистински партнер. Што е најинтересно, каде се крие вистинскиот партнер, има тука QR кодче. Чува има еден QR код кој што ние го користиме во последно време многу често. Да, и јас одма кога го видов викам каде се крие вистинскиот партнер и одма го барам. Многу е лесно, значи порано требаше да симнеш апликација за да го прочиташ QR кодот на некоја компанија или некоја вест до која што сакате да стигнете. А сега многу полесно на Viber, одите само на settings
имате QR код каде што можете одма за било која компанија која што го користи QR кодот да дознаете нешто. Еве на пример можете во моментов одма да пробате каде се крие вистинскиот партнер и да видите дали е токму таму. Замисли се скенираш на QR код и ти изрекува вистинскиот. Да, на пример Бред Пит е вистинскиот партнер, иако не за оваа дама овде, на задната страница. За неа тој не беше вистинскиот, но добро ќе се најде за кого е. Ива за Шарлес Кофер. Да, за новата партнерка на нашиот веб портал повеќе може да прочитате ubavinaizdraviјe.mk, таму ги покриваме сите актуелни вести и содржини покрај нели редовните содржини за убавина, здравје, фитнес совети, исхрана, рецепти и слично. Пишуваме и за животот на познатите личности, тие се во фокусот на нашето внимание, така што ubavinaizdraviјe.mk, слободно логирајте се, читајте ги сите оние новитети кои што се поврзани со се што е интересно и се она што ги интересира припадничките на понижниот пол, но и мажите. Како можам да видам колку луѓе се приклучиле па не откачиле? Има такво нешто? Директно мислам да. Немој да не повредувате на таков начин. Да го правим на ова. Приклучете ни се и оставите телефонот ако никаде не слушам, така нека стои бројче, дека правиме нешто добро, можеби овде. И се што е многу битно дека сите вие не следите на Инстаграм, покрај тоа што сте и наши читателки и често споделувате фантастични фотографии заедно со нашите насловни страници и некои од содржините внатре, затоа сме ви многу благодарни и што не читате, и што не сакате, и што постои таква интеракција. Сакавме само да кажеме доколку вашата желба покрај тоа да покажете дека го минувате пладнето вечерта или викендот со убавина и здравје, сакате и да учествувате во изборот за фото на месецот, кој што го објавуваме нели секој пат во новиот број, да задолжително таа фотографија биде поставена на вашиот Инстаграм профил со хаштаг кулчитателки, хаштаг задолжително убавина и здравје и се разбира за можете и да не означите нели убавина и здравје, односно да не поврзате со вашиот профил за да учествувате во фото на месецот, односно онаа рубрика во каде што одбираме фотографијата која што од друга страна собрала најмногу лајкови, тоа е критериумот по кој се одбира фото на месецот. За разбира, ние ги цениме и репостуваме и вашите приказни, односно сториња, како велат што ги ставате заедно со нашите насловни и содржините, меѓутоа тие за жал не можат да учествуваат во овој надпревар од причина што нели ни се губат, сме ги сочувале и така натаму. Така што начинот на кој што учествувате е само со хаштаг убавина и здравје или читателки, се разбира да не означите и нас во истиот. А како до подарок, до оние прекрасни подароци кои што често нели нашите пријатели и клиенти ги поставуваат, ќе ни каже Марија како учествуваат за подароците. Да, значи има повеќе начини, главниот е преку следење на социјалните мрежи, односно на Facebook. Значи треба да имате лајкнато и да ја следите нашата Facebook страна Убавина и здравје и таму не знам сега на колку време во текот на месецот се постира по еден подарок. И вие треба на таа објава да искоментирате, да ја лајкнете и да ја шернете на вашиот Facebook профил и така влегувате во потенцијален избор за награда, односно за добитник на награда. Можете да ни пратите и писмо на нашиот мејлот беше... Редакција, Редакција, да. Па можете и на мене да ми пишете директно. Писмо. Да, зашто да не. Зависи што сакате, се разбира, да напишете. Во секој случај, уредникет ubavina.mk е мојата мејл адреса, тука се мејл адресите на нашите колешки, а редакција ubavinaizdraviјe.mk е мејлот на кој што исто така можете да ми испраќате писмата. Писмото на месецот секогаш исто така учествува во изборот на подарок. Значи, подетално, слободно посетете го нашиот Facebook профил, таму ќе ги добиете сите информации како да учествувате за некои од овие подароци кои што по случаен избор ги добиваат, секогаш се доделуваат, тоа може да го потврдат нашите читателки, дека нема ниту врски, идејата ми е секоја наша читателка, барем поеднаш, ако не и повеќе пати, да можеме да израдуваме со некои од овие прекрасни подароци. Тие се објавуваат веднаш по излегувањето на Убавина и здравје,
првите 10 дена, и зависи кога се повеќе и повеќе трае. И по еден ден е секој од подароците за кои што можете да аплицирате. Нашата уредничка Бојана на вебот го прави тоа и го прави на тој начин, а вие се разбира во голема бројка учествува. Имам еден одговор на прашањето каде се крие вистинскиот партнер. Ова е дефиниција на Катарина Вилјановска, голем поздрав до тебе Катарина. Таа вели на вистински партнер е некој што знае како на вистина да допре до тебе. Психички меѓу останатото, оној кој те подига и поддржува во сите одлуки. Мислам дека Тоа е тој. Едно објаснување. Баш убаво. Само еден имаме? Сега имаме само еден одговор и многу поздрави, поддршка, пакнежи, лајкови. Ви благодариме на сите. Бацки до вас од нас. Да нема некој нешто да не му се свиѓа. Не, сега за сега не. Кај смее да каже? Слободно прифаќаме нормално и сугестија и критика. Така, но освен каде се крие вистинскиот партнер, многу невести размислуваат и за тоа каде се крие вистинскиот венчален фустан. Да, имаме многу интересен едиторијал во овој број. Ние во секоја убавени здрави имаме едиторијали, меѓутоа решивме токму во овој двоброј кој што ни е јануар-февруар да посветиме повеќе време на организација на венчавките и се околу венчавките. Значи венчаници, малку помалку се застапени, да кажам, машките костуми од дела, заради веројатно мажите не се толку заинтересирани околу нивниот изглед, тоа го прават во 5 до 12. Меѓутоа, жените повторно го бараат вистинскиот. Можам да кажам дека овој едиторијал изгледа навистина раскошно, како што впрочем треба да изгледа и секоја венчаница, за нели околу вкусовите не се дискутира, тоа е дискутабилна работа. Меѓутоа навистина мислам дека ова е еден од поубавите кои што сме го направиле до сега, Бјанка Споса. Исто така можете, Кој е твој фаворит од фустаните? Од фустаните? Сега ќе кажам. Овој супер добит. Што оди на две страни. Ева пошто ќе замажи ведрама. Да се Јас се мажам на плажа, така да ќе ми треба нешто по кај што ќе се бидам поприбрана вака, ќе ме собере на не толку голем во морски школ. Јасмина инаку е посебно добра идеја. Интересирана и овој период размислува за венчалните фустани, има и многу од вас што се нека слична ситуација, па затоа разгледајте во нашиот специјал, веројатно ќе најдете нешто што може би ќе ви се допадне како идеја, како тренд, застапени се сите нови трендови кои се актуелни во моментов. Па што друго е, имаме една друга интересна. Значи, овој број решивме да ги застапиме и нашите познати доктори и да откриеме како се грижат тие за своето здравје. Значи, дали ги сите, сум сигурно, они најдобро знаат кои совети треба да ги применуваат, но дали навистина ги применуваат, значи ни открија како изгледа нивното секојдневие. Тука го имаме Роберт Стојовски, пластичен и реконструктивен хирург, Дејан Филиповик, дерматолог, потоа имаме Владимир Чадиковски, нели, нашиот познат кардиохирург, и имаме Ѓорги Трчевски, стоматолог, и имаме еден студент по медицина, по општа медицина, Бојан Трајковски. Значи, сите тие ни открија како тие се грижат за своето здравје, кои совети ги применуваат, што сакаат да подобрат во нивните секојдневни рутини, од кои навики сакаат да се одвикнат. И гледате дека застапивме доктори од различни области, значи имаме хирург, имаме и возрасти, да. Така, тоа беше идејата, да ги видиме од некој поинаков агол. Јасмина, ти, освен што донесе едно убаво интервју инспиративно во кое што Исидора ти откри многу нешта поврзани со семејството, животот, таа вечна инспирација за многумина. Ова е интервјуто со Исидора Белица, кој што го реализиравме овде во Скопје, нормално ексклузивно за убавена и здравје. Исидора буквално ја отвори душата, емотивно се согола, што би се рекло, и ни раскажа се за нејзиниот живот, за борбата со ракот, за сите предизвици со кои што се има случајно. Ни ја кажа својата дефиниција за среќа и ја сподели со вас, драги читателки, така што прочитајте го ова интервју и научете нешто повеќе за среќата и она што ја сочинува неа. Сега, кого пронајде ти со твоите детективски способности буквално, и тоа за многу кратко време? Верувам дека сите се прашувате каде и што се случува со оваа дама која што беше многу популарна, затоа што ја понесе и титулата Мис на Македонија своевремено и се повлече во еден сосема поинаков живот,
а наша Јасмина ја пронајде преку океанот. Така, станува збор за Сара Лижи, која што веќе не е Лижи, тука е господја Вилис. Поразговаравме околу незините деца. Да не се зема за Брус Вилис. Не, станува збор за Маринес, кој што бил кандидат за сенатор, но за жал ги изгубил изборите минатата година, но Сара ни откри дека веќе наредната повторно планира да се кандидира, така што стискаме палци, држиме среќа Сара да стане супруга на сенатор, така би дошло? Да, сенаторка. Да, сенаторка. Како изгледаат тие страници? Следното интервју да биде со сенаторка. А ова инако е синот Томи, кој што го доби пред година и пол, а ова на оваа фотографија се децата од првиот брак на незиниот супруг, кој што Сара ги чува како своји. Многу посебна животна приказна, интересна, верувам дека ќе ви се допадне ова интервју, многу е искрена Сара, ја поздравувам, иако знаеме дека на социјалните мрежи не е многу. Да, не е активно, но не следи, Да, не следи, не читам и каже. Ете, баш ми е драго што е тоа така, ја поздравуваме што беше толку искрена и отворено зборуваше за емоциите, за разлика од Ведрана која што не сака ништо да каже. Врзано за тоа е многу пропис. Јас чекам пример од уредничката да сподели првен кај. Еве, јас во мојот уводник си кажам, гледај како отворено си кажувам. Првата страница си го представив бројот кажувајќи си дека јас сакам да се содржам за рака со мојот вистински партнер, гледај. И што значи да бидете за едно или заедно? Буквално тоа, верувам дека и по некоја читај оваа страница, меѓу другото, меѓу сите овие шарени страници. Бојана се јави и ни вика здраво. Само здраво? Само здраво. Нашата веб уредничка толку имаше да ни каже. Не знам, Јасмина, има ли уште некој кој... Јас имам нешто да кажам. Ова го врзувам јас некако со одбиниот едиторијал и со специјалов за венчавки. Една прошетка романтична низ Италија, значи на пример која што може да го искористите како вашето свадбено патување. Една од многуте опции, а исто тука го врзав одма со Халк банка, каде што Халк банка ве советува за секое букирање, кој што учел многу нормално. Да, Халк банка и букинг ви овозможуваат за секое букирање, значи на вашето летување или земување без разлика, резервација на хотел било што, ви рефундираат 4% од сумата од кога ќе заврши секако летувањето или земувањето. Јас да го поздравам и Бојан Гиевски, кој што е автор на ова. Се вратиме на патувањето. Што подготвила мојата драга колешка. Но соговорник беше токму тој е travel блогер меѓу другото и тој ни ја донесе Италија навистина на еден поинаков начин и ни препорача задолжително на патувањата да си го земеме јанки метил. Ветрана. Да, обавезно за секое патување, особено на оние кои што им се лоши за време на патувањето. Така. Па добро, тоа ни беше идејата вака да ви се представиме во едно поинако светло. Нас денот тука ни минува супер забавно, кога е забавно, кога не е забавно е малку по-напнато и тензично, но сето тоа е дел од нашата работа. Сакаме да ве мотивираме, да не прашате се што би сакале да знаете и оно што е најважното да ни давате идеи што би сакале да читате во овој наш нареден мартовски број. Ние сме токму сега во фаза на подготвување на темите кои што ќе ни бидат во фокусот, па ве каниме да учествувате и да ни пишувате. И сега треба да избереме добитник на подарок од нашите пријатели Виши, а всушност само еден ни учествуваше, нели? Да, да се осигуриш дека е така за да бидеме фер? Поздрав и до Бојана, која што гледа во овие моменти на зидот. Бојана автоматски е вклучена во играта. Катарина. Сега е Катарина. Катарина. Да. Океј. Катарина Белјановска. Драга наша Катарина Белјановска, нашите пријатели Виши, ќе ти подарат една прекрасна маска со минерали, која што лично имам пробано и е посебна, затоа што знаете дека сите овие производи на Виши се темела токму на термалната вода, која што има фантастичен ефект на кожата и покрај овие две маски ќе си добиеш еден убав спа гел крем на Виши, кој што исто така ќе придонесе за едно прекрасно чувство и уживање во твојата бања, да се почувствуваш како да си никаде на некој убаво спа. Честитки за Катарина. Следниот пат ќе ви обезбедиме повеќе подароци, вие се надевам дека ќе учествувате, ќе поставуваме некакви анкети, прашања, ќе ве анимираме и ако ви се допаднавме се разбира до некоја наредно вклучување, срдечно ќе ве поздравиме сега. Малку плапнавме, изгубивме енергија, ама да каснеме по нешто ќе поминат. Да поздравуваме. Чао!